Здраве, сум Хари Кацановски, ова е подкастот на Плюс Инфо. Денес ни гостува доктор Јован Јоновски, кој е председател на Македонското грбословно друштво, воедно еден од водичките експерти за хералдика во Македонија. Поводот за денешното гостување е неодамнешната дискусија која се подигна околу промената на македонскиот грб. При тоа таа дискусија предизвика разни реакции од јавноста, со што се надеваме дека ова ќе биде едно информативно интервју каде што повеќе ќе дознаеме околу таа тема и ќе можеме повеќе да се информираме за тоа кои се конкретните проблеми, недостатоци или пак позитивни страни во менувањето на македонскиот грб. Господин Јоновски, добре дојдовте во емисијата на Плюс. Благодарам за поканата. Вака за почеток ќе почнеме од најосновното, бидејќи тоа нели ја покрена цела дискусија, а тоа беше дека конкретно македонскиот грб има комунистичка символика, актуелниот македонски грб, а нема хералдска, нели, конкретно хералдско значење или изглед или символика. Па би можеле повеќе да појасните околу тоа прашање што значи тоа да биде комунистичка наспроти социјалистички би рекол, комунистичка емоција прејака варијанта, затоа што во принцип првиот грб од социјалистичка проминенција е грбот на Советскиот сојуз. Тој е донесен 24 година, кога е создаден и Советскиот сојуз, каде што Советскиот сојуз е направен како прва социјалистичка земја која што раскрстува со минатиот капиталистички угнетувачки режим. И затоа символите кои што веќе ја представуваат е во еден посебен стил. Значи имаме поле обкружено со венци, со житен клас, со петокрака, со лента. Бројот на лентите се менува во зависност од јазиците и од републиките. Текстот е ист, пролетари од сите земји обединете се, само на различните јазици, на различните републики, и во средината го имаме светот со срп и чекан. Значи, цел тој грб е идеолошки. Сосема идеолошки, каде што се представува интернационалата, дека еден ден работничката класа ќе победи над целата земја. Сите грбови на советските социјалистички републики го следат тој. Значи има венец од различни житни култури со звезда петокрака горе, долу имаме лента и разни елементи имаме внатре во грбот, и во поголемиот дел има сонце. Значи во позадината има сонце, символот на новиот свет кој што изгрева. На интернационалата, на новиот свет што ќе биде подобар, и тоа е символот. Понатаму 45-та, 6-та, 7-та година, кога другите социјалистички земји ги земаат своите грбови, го вклучуваат истиот елемент. Освен Полска, каде што едноставно го зачувуваат орелот, само ја тргаат круната. За нив тоа е доволно. Чешка прави мала интервенција, каде што наместо двојниот патриаршички крст на Словачка го претвара во пламе, затоа што крстот како символ не е прифатлив, додека сите други можеме да ги поделиме на два вида. Имаме грбови кои што ги ставаат своите историски грбови или некоја комбинација, значи тука е Србија, Хрватска, Бугарија, и имаме друга каде што се прават сосема нови грбови. Значи тука е Романија, тука е ДДР, Германската демократска република, и останатите републики од Југославија. Значи Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија доаѓаат со нови. Ако ги видиме и овие во Србија и Хрватска грбовите кои што го инкорпорираат својот историски грб, ги гледаме надворешните елементи се исти, сосема. Значи житниот венец со лента долу, со петокрака, исто сонце што изгрева од задната страна на штитот. Така да сите тие елементи се практично зададени во таа социјалистичка хералдика, неизбежни елементи. Така, затоа
македонскиот грб, или грбот на Народна република Македонија на социјалистичка, е грб кој што е направен по тој терк. И самата таа, значи како сите други, е социјалистичка хералдика. Хералдика е наречена затоа што прави амблеми кои што имаат улога на грб, иначе не е хералдика, но поради на некој начин, иако сака да побегне од хералдиката како ставштина од средновековиот, од феудалниот поредок, прави некоја друга, но повторно систем на символи кои што личат на нешто и затоа популарно и научно се нарекува социјалистичка хералдика. Сега нели таа ја нарекуваат и како амблеми ги нарекуваат, нели? Практично амблеми, да. Што се грбови. Што конкретно е разликата меѓу еден грб и амблем? Зошто нашиот државен грб повеќе од хералдски аспект е амблем, одошто грб? Кога грбот е грб? За еден амблем, ајде вака да ти ја направиме, за еден амблем да биде грб, значи да биде направен според правилата на хералдиката. Океј. И сега имаме, хералдиката се развива во 10 века, не можеме во една емисија да ги кажеме сите правила, но самото основно треба да има дефиниран штит. Обликот на штитот може да варира, но да биде еден од прифатливите облици. Додека кај нас во полето ние немаме поле, практично, затоа што тука имаме сонце. Значи тоа е направено како значка, кој нема штитот. Така. И значи мора да го има штитот практично, да, за да може. Да, сега го спомнавте сонцето и тоа е многу интересна дискусија. Бидејќи нели сонцето се среќава и во поранишните хералдички представи визуелни да кажеме, при што нели многу често се спомнува сонцето од кутлеж, конкретно, со тоа што нели тоа е конвергентно, а ова е поинакво сонце. Зошто ова сонце е комунистичко, а не е не знам, хералдски символ? Ве молам, значи комунистичко е масе престрого. Да, или социјалистички символ. Затоа што го гледаме на сите други грбови, тоа е истото сонце. Так. Значи тоа е истото сонце, тоа е сонце со практично со линиски зраци, со од еднаква дебелина и го има на сите грбови, и на српскиот, и на хрватскиот од нашите, позади штитот, на голем дел од грбовите на советските социјалистички републики. Значи тоа е делот на изгревот на новиот строј од интернационалата. Значи тоа е идејата дека имаме ново сонце на нова изградба. Значи не е направено тоа како национален строј. Сонцето е познато во хералдиката, значи не го измислуваме ние, односно кој да го правил, така, но сонцето има поинаква представа. Така. И историски се земени, да не навлегуваме многу во деталите, како што веќе спомнавте, има сонце со конвергентни, со дивергентни. Визуелно какво е сонцето? Да, без зраци и сите тие работи, така че сонцето е символ, значи кој што е и символ вечен, и символ во хералдиката, но оваа комбинација на елементи, со венчето, со лентата, со петокраката и со сонцето, тоа е всушност оној дефолтот, како да речеме, шаблонот за изработка на социјалистички грб. Се дали ќе ставиме тука ние планини, или ќе ставиме оџаци, или ќе ставиме забушотина за нафта како романскиот, или останати работи кои што се од советските републики, тоа е веќе другиот дел. Сега конкретно, бидејќи нели во македонската историја националниот идентитет се испреплетува со народоослободителната борба нели во времето пред времето на социјализмот и после нели како символ во социјализмот. Интересно се помена своевремено академик Блаже Ристовски конкретно имаше едно толкување за македонскиот грб, нели колку што се сеќавам дека има скриени национални символи во таа социјалистичка, да кажеме, реторика. И еве, например, неколку што вака јас ги забележав, се, например, планината. Планината, нели, може да биде шаран, истовремено може да биде пинт или може да биде пирин. Водата може да бидат, нели, езерата, наводно, може да биде Егејско море, конвергентните линии, нели, са сите делови од Македонија. Кое е вашето толкување околу тоа толкување негово? Пред да влеземе во тоа, ова е многу интересен момент кој што треба да го кажеме. Значи, ние грбовите ги составуваме од универзални символи. Дали ке сонце, лав, орел, што и да е. Символиката која што ние, односно чувството што ние го добиваме од тоа грб е малце како се вели индивидуално или групно. Затоа што
пример да земеме звездата петокрака. Ние кога кажеме звезда петокрака, не подсеќа на црвена петокрака, не подсеќа на социјализмот. Американците ја имаат истата таа петокрака, во ниеден случај не ги подсеќа на социјализмот. Истиот конкретен символ. Значи, кога зборуваме за грба и кога зборуваме за символи, ние мораме да разбереме дека символот се состои од два дела. Првиот е визуелниот елемент, ако станува графичкиот елемент, ако станува за визуелен символ, и вториот дел е неговото значење, односно реакцијата која што ја поттикнува кај нас, кога го гледаме. И сега, тие значења се градат во текот на системот, на нашите интеракции. Едни со други, чека што спомниме ние звезда, одма мислиме на партизанска звезда, американците ги имат исто така звездите, никој од нив не вели чека нашите звезди се партизански. Европска унија исто така имат звезди, никој не ги споредува нив со црвената звезда, но кога ние ќе имаме звезда, ние гледаме звезда. Без разлика дали е бела црвена, нас наедно не потсеќа звездата, петокрака. И затоа, веќе кога зборуваме за значењето на грбовите, на елементите, ние треба да знаеме дека прашањето е дали имаме официјално објаснување на символите или е тоа препуштено на секој еден. Сега, кога е донесен грбот 46-та година, на 26.7.46 година и прв пат објавен еден ден подосна во Нова Македонија, кај што е даден описот на грбот, даден е и редакцијски текст кој што ни објаснува што имаме на грбот. И тоа е единствен опис во историјата на тој грб кој што е на тој редакцијски текст. Тој не е дел од законот. Некој решил дека треба да даде објаснување. И ако имаме желба и време, може да го кажеме, да поминеме низ објаснување. Секако, да. Значи, вели, грбот на Народна република Македонија го представува братството на македонскиот народ и богатството на народната бит. Представува поле, обкружено со житни класија, испреплетени со тутун и со памук, кои што на дното се поврзани со лента од народен мотив, на кој што се наоѓа текстот НР Македонија. Во полето има планина, во чие подножје тече река. Зад планината изгрева сонце. Тоа е официјалниот опис. Што беше? Значи, го представува и сега објаснува дека звездата петокрака е символ на народно-ослободителното движење со кое што македонскиот народ ја стекна својата долго очекувана слобода. Класовите ја представуваат богатството на и другите, нели, што се тутунот, ја представуваат богатството на македонската земја, лентата ја покажува богатството и убавината на македонскиот бит, планината ја представува планината Пирин, најпознатата планина, најголемата планина во која што се раѓале многу борци за слобода, додека реката е најпознатата македонска река Вардар. И сонцето го представува новиот строј. Добре, сега, во контекст на тоа што го кажувате конкретно, нели неодамна партијата СДСМ се спротистави, нели, за менувањето на грбот, алудирајќи на тоа дека самиот грб, како што спомнавте, елементи од грбот, нели, се символ за народно-ослободителната борба, антифашистичката војна, нели, и така натаму. Сега конкретното прашање ми е, од ова што го наведовте, нели, петокраката, го символизира тоа, но е од страната, и сега природно би се наметнало прашањето што друго во конкретниот актуелен грб сега на Македонија, да кажем, афионот веќе па и не се произведува, тоа е еден смешен муавет, веќе нели тоа веќе не е легално, но не е се. Што конкретно символизира друго освен петокраката, ако има нешто ја символизира народно-ослободителната војна, дали тоа би можело да се толкува така или е конкретно толкување? Значи, како што спомнав, тоа е редакцијски текст, редакцијски, кој што еднаше и веќе не влегува ни во тој закон, ни потоа ни во уставот и сите останати работи, че официјален надпис, текст, објаснување на грбот нема. Сега, прашањето е, ние трнавме звездата, да не се трниме од комунизмот, ама испадна дека според тој текст
ако го земеме како единствен, затоа што сепак Нова Македонија во тоа време не е обичен весник. Така, не е службен весник, ама практично. Така, значи, со тргањето на звездата ние ја тргнавме Народно-ослободителната војна, според тој опис. Интересно сакам да направам споредба со Белорусија. Белорусија, за да се тргне од социјализмот, тие не ја тргаат петокраката. Го тргаат српот и чеканот. Значи, за нив не е спор на петокраката, спорена е српот и чеканот, затоа што идеологијата примарна на советскиот строј, на социјалистичкиот е српот и чеканот. Петокраката е секундарна. Так. Во конкретен случај. И тие го решаваат тоа на тој начин. Сега, практично ако земено со тргањето на петокраката, ако зборуваме правно, легално, ние имаме нов грб, почнувајќи од 2009 година. Затоа што првиот закон, значи практично земено Република Македонија, нема никогаш грб со петокрака. Да. Затоа што нашиот единствен грб, кој што е донесен 2009 година, нема петокрака. А користењето на грбот претходниот период од 91-92 година е по инерција од претходниот систем, кој што не е санкциониран. Значи, ние практично никогаш не сме имале, формално, правно, нели, ако зборуваме, грб со Република Македонија, зборувам, грб со петокрака. Така, да. И тука автоматски кај нас предпоставаме сосема различна начинот на кој може да се концепира отколку во Белорусија, каде што други се значењата, каде што се потичеканот, како што наведовте. Да, значи, затоа што да видиме, значи, има се тука околу белорускиот, тие првим го менуваат белорускиот грб, го менуваат со она пагоња што се вика, тоа е, значи, светец на конј, со меч, свети воин. И сега е проблемот што истиот тој грб го користи Латвија. Разликата ке нив опашката нагоре или опашката надолу, затоа што тие потекнуваат од една иста држава. Така. Значи, двата народи исто така имаат право да ги користат елементите на полско-литовското кнежество. Значи, како што ние сме биле 600 години под Османската империја, Полска, Белорусија, делови од Украина, Литванија биле во тој Commonwealth со различен статус. И нормално тие тој символ го користеле. И сега литванците први им текна го искористија, белорусите го употребија со минимална разлика и потоа ги посоветува дека не е баш тоа за разлика од тука на Балканот, кај што ние ќе се истепаме, ќе испозаколиме чифе. Едноставно оние си го вратија символот со тоа што рековме кој тргна. Сега конкретно, мислам, е интересен факт, малце ќе направиме дигресија од ова, па ќе се навратиме повторно и ќе дискутираме, нели, за символите тука кои се карактеристични за ова поднебје. Јас пред некој време дознав за Стефан Баџов. Да. Всушност Крушевчанец, кој го направил грбот на кралството Бугарија. Да. Своевремено, нели, на крајот на 19-ти, почеток на 20 век. 27 година верзијата. 27, почеток на 20 век. И практично 97 година грбот кој што Бугарија го има е истиот тој проект со мала промена во круната. Со мала промена, ама релативно истиот концепт. А кај нас пак Василе Поповик Цицо, познат имено карикатурист, и сценограф и доста активен во уметноста во Македонија, го има направено нашиот грб. Сега, што повеќе може да кажете за тие ликови, конкретно, еве, например, и за Стефан Баџов, да кажеме, првенственото прашање ми е дали мора да биде човекот кој го основа концептот и дизајнот на грбот, мора да биде националноста или етничката припадност на државата во која живее, или тоа воопшто не е релевантно, бидејќи мислам дека за овие два лика не станува збор за... Значи, Баџов е роден во Отоманската империја. Да. А тоа е национално прашање, тоа е повеќе се потегнува. Да, треба се да го сватиме, дека станува збор за малце поинаку. Значи, не само тоа, и првата статија во Бугарија за хералдиката воопшто е направена до Хриѓанец. Така да, значи, тоа не е Матковски, Александар Матковски, основоположник на албанската хералдика. Така, значи што тука на Балканот не може да се првото дело кое што е за албанската хералдика е на Александар Матковски 69 година.
Така да, затоа што е наука прашањето, Да, не е национална прашање во националниот дел. Така да се вратиме назад на вашето прашање. Во Југославија, рековме, од 6 републики, 2 го користат својот историски грб. Со мали корекции, минимални корекции. Хрватскиот започна со црвено поле шаховницата, не со белата, пошто белата беше на НДХ, да се направи разлика. Од српскиот грб е трнат крстот. Остануваат само очилата, нели како верски символ. Сега, другите имат планини. Македонија добива планина. Македонската планина е генеричка планина. Значи има некоја планина. Црногорскиот грб е исто планина, ама таму е ловкен. Значи станува збор за конкретно нешто, без крстот повторно горе на врвот, и Словенија го добива триглав. Значи, кај што грбот е практично со трите грба и се знае за кој стан. Они немаат дали ке триглав или некоја планина се знае кај триглав и тоа е тоа, не дали Пиринца, дали дали е не знам некоја друга планина, кај нив е сосема друго. Значи и црногорскиот има, значи со самиот символ кој што е, сам како доаѓа меморијалот на Негош, и овој имаат конкретна планина, додека нашиот грб нема конкретна планина. Останува толкувања кои како ќе го планина сега, значи можеме ние слободно, еве сега гледам доста коментари кај што велат ова може да биде Пинт, може да биде Шарпланина, може да биде точно. Значи прашањето околу, како што спомнав од символите, е градењето на приказната. Градењето е на значењето. Што тоа значи? И нормално, кога имаме ние символи, треба ние да се согласуваме со поголемиот дел од символите, значењето, а ние секогаш можеме да си имаме своја идеја што значи тој символ. Сега, од ваша перспектива како хералдичар, бидејќи го разбирате размислувањето на хералдичарите, во конкретниот пример, нели, Цицо, да. Дали мислите дека, додека го правел, грбот имал идеја за тоа што би можело тоа да значи, или повеќе неговите побуди биле стрикно естетски или намерно генерични, за да не се разбуди конкретна нели дискусија политичка? Дали има некој мајндсет? Значи мораме малце и времето да го погледнеме. Значи 46-та година е времето на идејата за Балканска федерација или Бугарија како седма Југословенска република, договорот Тито и Димитров е токму во тој период. И идејата за Пирин, планината е во тој момент, затоа што според првичната идеја требаше Бугарија да стане седма република на Југославија, со тоа што Пиринска Македонија ќе ја даде на Народна република Македонија, за да се малку избалансира, затоа што била најголема република. Значи, таа идеја е во тој контекст временски направена. Така. И затоа во тој не го спомнува Вардар, а Егејското море не го спомнува. Егејското не се спомнува. Затоа што во тоа време идејата не е, тамо е друга варијанта. И сега ние можеме да си кажеме, да, ама Вардар кај се влева, ама тоа е можеме некоја скрина символика, таа символика ние ја немаме. Прашањето за сонцето е многу интересно, затоа што сега многу ми нека, па ние го имаме сонцето 16 зраци. Првото сонце, првиот предлог, кој што фактички трае од 27.6. до 31.12. до Уставот. Тој облик само така изгледа. Тој има сонце со 31 зрак. Значи се заедно, кога се зборува за сонцето, се интерполираат зраците и спадаат 31. Новото сонце на Цицо е со 17 или 18 зраци, значи не се 16. Дали е намерено тоа или не? Не, сосема, значи, кога ние го губиме сонцето од Вергина, сакајки символично да се поврзиме, ние ја пуштаме таа приказка. Сакаме да се напуштиме и велиме, еве го, Цицо го знаел, па не мора да значи дека он се размисла. Нема како да го знае, затоа што сонцето е вечен символ, генерички символ. Ние имаме такви сонца од типот Кутлеш многу низ Македонија, но никој не го прецепирал како символ, како декорација. Дури со откривањето на гробницата 77-78 година, тогаш ние сваќаме сега тоа ни е символ. И што е нормално во градењето на символите. Добро, сонцето.
А сега конкретно лавот, например, бидејќи нели од давнешните обиди да се издействува промена на македонскиот грб, кружат околу лавот како еден хералдички символ кој нели дури и од средниот век се поистоветува со оваа територија во многу записи. Значи, Зошто лавот? Ајде вака да скратиме приказката. Балканските народи, кога се будат, кога добиваат своји држави, единствен стандард за грбови име стематографијата од Джефаровиќ. Како единствено печатено дело на славјански јазик од хералдика и како авторитет. И сите викаат, што пише тука, Бугарија, овој грбот, еве го нашиот грб. Србија, еве го грбот, подосна нели 1882 година го додаваат и орелот на Немањиш, за да се направи поврзување со средновековната историја, и првото го нема, првиот е тој грб. Така да, најлогичен привод е и ние да тргнеме по истиот пат. Аха. А лавот, мислам, предпоставам, тоа е познатата, но има и предходни. Која е првата списа со лав? Дали има познавање тука на Балканот? На Балканот нема. Лавот се спомнува како... Значи сега историјата е многу долга. Лавот е припишан символ на Александар Македонски во средовековната европска литература и култура. Значи припишан значи дека тој не го носел тој грб, затоа што хералдиката настанува во 12 век. Значи тоа е 15 века подоцна. Така Александар сам не знаел дека го има тој грб, нели? Но во расцветот на хералдиката во европската култура им се припишуваат грбови на познати јунаци од историјата. Но не на конкретни личности во смисол се родил тогаш, умрел тогаш, туку како идеја, како мит. Како храброст, како борбена апсолутно, значи, алегориски, целото тоа, али тие не се занимава со строги историски факти, па кај бил, кај... Значи, познате, нели, доаѓа тие по делата кои што се на псевдо Калистен и на другите за Александар Македонски, и понатаму имаме многу Александриди или Романс of Александар, кои што се луѓе кои што едноставно го користеле името и потоа си додавале своји приказни, значи тоа било начинот на кој што функционирала литературата во средниот век во Европа. Голем дел од тие литератури што се илустрирани, имаме многу голем број на споменици, и кој што од 13 век, веќе крајот на 13 век, ние имаме грб на Александар Македонски. Припишан, значи повторно... Да, не како автентичен на тоа време. Не, како идеја, како еден концепт. Да, тие не знаеле за Александар Македонски многу кај се борел. Идеја слушнале, нели? Тоа е за сите други, не важи само за Александар. Ние почнувам и полека од тоа, значи ако почнуваме од 13 век, навака почнува веќе да станува грб на Македонија. Ама се припишува на територијата земен грб на Македонија. Земски грб. Значи мораме тука да нагласаме. Значи не на територија, туку на земјата како мисла. Аха, символично, не е како конкретен некој граничен политички ентитет, туку точно, значи грбовите се секогаш грбови на ентитет. Значи на правно лице. И сега, бидејќи тие што ги пишувале грбовите во Европа, ги пишувале за вистински царства, принцови и сите тие работи, тие пишувале и за епски земји, во кои спаѓа и Македонија. Така. И тие не знаеле точно, можеби, кои се каде, и тие повторно символични. Значи, поедноставено, многу поедноставено, со можна за грешка, средновековните сколари го препишале лавот на Александар Македонски по-конкретно, иако тој конкретно никогаш не е директно поврзан со тој символ, они така го толкувале и тоа останува како една традиција. Да, исто како Јулије Цезар, кој што исто така нема како да има грб, се родил 11 векови пред, или легендарниот крал Артур, кој што не знаеме дали постоел, но и тој доби, потоа доаѓаат овие трите мудреци.
Така, што идат на раѓањето на Исус. Библијата бе, окей. Да, и сега тие се делови од сите нив овие 9 што се достоинствени и трите се наоѓаат на И сите таму има грбовници. звезда или Бетлехемската звезда. И добро, да. Да, значи тоа е дел од Да. културата, значи тоа е дел од сознанието, тоа е дел од европскиот момент. Сега прашањето кога тие доаѓаат на поблискиве простори. Тоа е другото прашање. Најблиску што доаѓаме првиот дел е во Дубровник, односно Дубровничката република, каде што една низа фамилии кои што успеваат да се качат на кариерната скала во шпанската флота за да докажат дека се благородници, креираат грбови, меѓу кои грбови, лични грбови, значи тоа се збиркани лични грбови, за да покажат авторитет, ги ставаат и грбовите на балканските земји. Од кои што се влечени од други европски грбовници. И тие тука влегуваат, но повторно тие не се за тука пример, тие се на примера за Шпанија, условно земено, значи Шпанија, Хабсбургска Шпанија, со се Италија, со се сите, светот изгледа малце поинаку, нели? Додека кај нас реално прв пат лавот доаѓа со знамето на крестенското востање, разловечкото востање. разловечко. Тогаш веќе од идеја на некои книги некаде доаѓа на знамето. Тоа е интересно, мислам, нели хералдиката почнува како академска дисциплина во средниот век, но и пред тоа символите, како едни општи символи во сите цивилизации, Да. они ги само ги класифицираат, претпоставам. Ке лавот конкретно, интересно, пример, во контекст на тековните случаи, на лавот воедно е дел од грбот, тоест од грбот е символ на партијата, нели, ВМРО Да. ДПМН. И сега, например, има актуелни дискусии дека лавот исто така би бил добар за државниот грб, бидејќи нели историски влечен. Да. Дали постои проблем околу тоа дека символот не на партија може да биде државен символ или не е проблематично? символот тоа? не е на партија, но тогаш партијата ќе мора да си го смени Да си го символот. смени символот, Да. значи за да може да се изведе тоа. да. Тоа е легално или збориме од некоја повише академска или морална гледна точка? Можно е законот да се И законот одржи, да значи идејата 15-та година кога беше предлогот, беше со таква дел од законот дека грбот не може да се користи за други цели освен државни. Да, така што тука автоматски тоа и беше историски проблем првенствено при дискусијата, нели? Да, но грбот кој што е избран, барем се зборуваме за 15-та година, нели? Тој се разликуваше, освен дека е лав, ама сега и Белгија има лав. Нели, има Англија имала, Шкотска има лав, значи Лавове, не може да. кај да бегаме од лавот, но лавот кој што е со самата промена на боите и со промената на позицијата на опашките е друг грб. А црвена позадина, златен лав, нели има и златна позадина, црвен што Да. е А може да се види, а дали може да се смени лавот во државниот грб за да остане символот на партијата иста, да се направи некој колку може да биде различен лавот, а да биде автентичен, а да нема конфликт на дали доволно лав да има само во двете веќе е проблем, или може да се изведе Ако тоа сега, значи ако зборуваме Македонија, еве Македонското грбословно друштво, ние се занимаваме 20 години со истражување на македонското културно хералдичко наследство, имаме најдено доста грбови припишани, значи најчесто од зборуваме од Европа, тие се занимавале повеќе кај нас нали не доаѓа, каде што на пример ако зборуваме за лавот доаѓа во три различни основни позиции. Едното е оно што го знаеме обичниот лав, едниот е лав со секира или со хелебарда или со копје и другиот е лав кој што стои на трон. Ако зборуваме само за лавот. Така, значи ние имаме доста многу можности кај што Како може да се спромвизира тоа, па- сепак да нема конфликт некој. Па на пример нели предлогот што беше донесен беше од Жером де Бара, Така. кој што и само и визуелно се разликува од лавот кој што е на ВМРО. Или на пример него земе и партијата што беше на како се викаше, ја заборев, кој што има исто така црн лав на жолта основа. На жолто основа. На Љубе Бошковски. Љубе партија. Бошковски беше? Да, како се викаше, се не ми текна партијата. Обединета. Обединета, значи исто лав, они одат скроз друга варијанта, но што е она што е битно е дека лавот сам по себе не е битен толку колку што е битна комбинација Целата комбинација. комбинацијата. Кога е плагијат, кога не или Не е плагијат, значи кога ќе се поклопа доволно нели за да не Да, не може затоа да се што постави. лавот е, на пример, еве хералдиката ние ја сметаме дека почнува од
10 јуни 1128 година, каде што Хенри I на својот зет, иден крал Хенри II на Англија и на Нормандија, значи тоа е, и му додава грб, му доделува грб, и тој го сметаме за почеток, имало и претходно грб, тој грб е со 6 лава. Значи, првиот грб со лавови почнува. А рисот, пример, сега се, нели, имаше предлог од Либерал-демократската партија, мислам дека беше од ТОДП, рисот да се стави, бидејќи нели рисот е животно својствено за овие простори, рисот нели се јавува и во претходните како херодски символ, јас што разгледав. Што мислите за тој предлог рис? Не знаете што, значи јас еве 20 години се занимавам со ова и сум се наслушал многу предлози. Така. Зашто не ставиме стомна? Убава шарена македонска стомна или бардаче. Или да ставиме теглајвар. Рисот веќе го имаме нели во тие југословенските кондоми. Не, во ред, значи тоа е прашање на градење на символ. Ме разбирате? Теоретски се може да биде символ. Можеме мравка да ставиме. Ама не бива баш. Ама треба да се символите да има, значи не е само што ќе ставиме, туку треба да има некоја историја, некоја емоција, нешто за да биде символ. Па и ние не знам рисовите са каква е ситуацијата во Македонија баш. Не, значи ние можеме да ставиме било што на грбот. Нели, ако се согласат партиите, ќе се договорат, ќе направат, нели, можат било што да направат. Даде нивниот авторитет е оние што донесуваат, нели 30%, како се 2/3 ќе се зове, ама ние зборуваме тука за нешто подруго. Но се имаме тука еден друг проблем, конкретно околу ова. Нели поради разни историски причини, мултиетничкиот аспект моментален на нашата држава, нели има и предвози и не само моментален, сликува повеќе етнички, нели, заедници. Дали такво решение според вас би било добро или исто така би се случило со проблем? Значи прашањето е што ова е делно политичко, нели, не хералдичко. Не, јас зборам на хералдичко, имам искуство. Има и хералдичко, пошто и тоа се имаме 30 европски држави кои што имаат грбови и горе-долу знаеме процесите на добивање на тие грбови. Значи, мултиетнички грб, како такви, ние имаме само во Косово. Каде што во описот грбот на Косово не ми мапата на Косово, на сина боја, мапата на Косово жолта со 5 звезди горе. И вели дека 5 звезди горе ги представуваат 5 етнички групи во Косово. Кои? Србија, албанци, што имаат другите, кои што се. Да, значи првата идеја за етничко представување во грбот е на грбот на СФРЈ. Грбот на СФРЈ представува првин 5 факели во еден оган, потоа 6, кога подоцна босанскиот народ е признаен и сите тука практично имаме братството и единството прикажано визуелно. Имаме 6 факели кои што прават еден оган. Никаде не е дефинирана кој факел е на која заедница. Исто како и на косовскиот грб, не пишува првата звезда е албанците, втората е србите или нешто друго. А како би функционирало тука тоа решение? Значи, тоа е во приказката. Значи, ние немаме, југословенскиот грб не беше направен од грбови на посебни народи, на нешто друго. Така, туку сите еднакви. Сите еднакви символи. И прашањето е тоа на, како се вели, на прашањето на интерпретацијата. Така. Пример, предлогот од 15-та година, ако земеме пример, на круната има камчиња. Може официјалниот опис да види дека секој камче представува еден народ. Исто како што звездите ги представуваат секој народ во косовскиот грб, или како што факелите го прикажуваат секој народ во југословенскиот грб. Значи, ние немаме познание каде што грбот е поделен на символи, каде што секој символ е на некоја етничка група. Значи, таков концепт не постои. Од една и проста причина. Грбот ја представува државата. Грбот не го представува народот. Значи, ние не излегуваме на свадба со грбот. Не го применуваме грбот во лични делови, за разлика од знамето. Знамето е друга приказка. Грбот е строго на државата, на апаратот, на пасошот. Така. И тука нема националност.
Така, значи не би сакате да кажете дека грбот не го сликува националниот аспект на државата. Не го сликува. Односно, пардон, се извинувам, прв е советскиот грб со пораките во различни јазици. Што сликува Ама тоа во државата? Ама тоа се Државата не е- терцијални елементи. Тоа се Мислам- терцијални елементи. Конкретно една држава е прашање прво што значи како концепт, но можеме да се согласиме дека еден од аспектите што ја дефинира државата, освен територијата, нели е и националниот аспект, освен и културолошкиот и религиозниот. Например, нели вие напоменавте, има крстови во многу од... Да. Ние немаме, исто така, не тоа колку што знам. Дали Не треба вака, или не? значи да направиме една Што ако крстот религијата е конкретно го отсликува националниот аспект и го ставаат на грбовите, зошто националниот исклучен или не? Не, ајде да се вратиме назад. Да. Да земеме Европа, доволно ли е Дов- голем простор? Океј. Ако ги разгледаме, најголем дел од грбовите, убедливо, се некогашни грбови на владетели. Така, да, таму и доја 7 век, мислам тоа. Така, Да. значи сите најголеми, не сите, поголемиот дел од грбовите во Европа ја имаат таа димензија историска. Значи тие биле грбови територијални уште од секогаш. Да речеме time immemorial, како да го кажеме. Тоа е едната група на грбови. Втората група ни се конфликтните грбови. Тоа е Косово, тоа е Босна. Каде што е сосема друга варијанта, и третата ние тука Италија, грбот на Италија, например. Што е приказката за грбот на Италија? Италија губи Втората светска војна со фашистичкиот режим и сега, за да се тргнат елементите од кралскиот грб, се прави конкурс. Тоа е прв конкурс во историјата за грб. Со тоа што, кога сакаме да прекинеме со историјата, ние правиме конкурс. Конкурсот вели дека не треба на новиот грб да има никакви символи кои што претходно биле искористени и кои што биле, како да речеме, потрошени, туку ќе трнеме со еден нов символ, кој што е символ, не го измислуваме нов, не бил многу виден, ама не е испрљан. Тоа е стела италијана, италијанската звезда. И во конкурсот кој што е направен, стои дека ние мораме да го потребиме стела италијана во грбот. Сега вие што ќе правите друго, правите основниот символ мора да е стела италијана, другите не смеат да се користат. Така. Косовскиот пример, например, како последна грб, исто оди на конкурс. Кој што конкурсот вели не сме да се користи ни црна боја, ни црвена боја, ниту елементите на националностите. И они тргнуваат со едно решение. Државното тело одлучува конкретно што можеш, значи има политичка Да, значи конкурсот е за дизајнот Да. на веќе дефинирано горе-долу што да има, што да нема. Така. Така. Интересен случај. Кој би го одобрил тоа тука, пример, како функционира кај нас тоа одобрување, како Значи, изгледа? ние имавме наш конкурс, Добро? 92 година, кој што не успеа. И самиот конкурс по идеја може би е интересна, може би и не е интересна работа. Затоа што имаме, кога зборуваме за конкурс, има два вида конкурс. Едниот е јавен конкурс, кој што секој може да се јави, 92 година, околу 300 имаме шифри што се јавуваат за грб и знаме, со околу 4000 варијанти за грб и знаме. Не луѓето. Така И друга приказка, може да се навратиме, додека има повикани конкурси. Значи, државата определува еден-двајца стручњаци и дека ќе викнете 20-тројца други дизајнери кои што имаат веќе искуство од правење. Например, јас често пати мене ми се јавуваат, вика, јас сакам да нацртам грб на Македонија. Викам, супер. Колку грбови до сега си нацртал? Ниеден. А викам, почни од твојот, да видиш ти како изгледа да правиш грб, да се соочиш со сите процеси во комплет, па потоа да име да правиме мојот, пошто хералдиката не е, јас ке се разбудам со вајле со еден символ, дека зашо да не види, не знам, рис, лисица, волк, шарпланинец или нешто друго. Сепак тоа има еден процес. Сакам да се навратам назад на на босанскиот грб. Пошто што е работата? Ние може да речеме, окей, ние ќе направиме еден заеднички грб, мулти каков и да е. Има ли гаранции дека тој грб ќе биде прифатен? Нема гаранции.
Еве го примерот на Босна. Значи Босна 91 година, 92 година се составува комисија од експерти од сите три народи, етнички групи, да дојдат до грб. И нивниот став е, ќе избериме историски грб на Босна, доволно далеко во историјата, кој што не ги представува народите. И го избират оној синиот со лилјаните, како грб на Котра Мајнич, пред да дојдат турците, значи немаме во тоа време ни католици, ни православни. Љубов така, што нема да повреди никој. Што нема да повреди никој. Но тој грб многу брзо, во следните 3-4 месеци, се перцепира од сите како грб само на босанците. Значи, тргнуваш една идеја, историски, и се, а како ќе се движи перцепцијата, е нешто сосема друго. И тоа нешто треба да се гради. Така, потоа прават повторно конкурс, значи кога треба за Олимписките игри да бидат во Јапонија, високиот комесаријат ги седнува ајде да направите, они прават конкурс повторно, има предлози, се договараат, никако да се договарат, пошто секој влече на своја, и вели, добро, беше конкурсот, беше кој предлог имаше највеќе гласови, имаше, тој ќе биде грб. Значи сегашниот грб со звезди, повторно сината европска боја, белите звезди. Конкретно извинете, кој гласа? Гласа во комисијата. Во комисијата, значи комисијата е составена веројатно од различни. Да, тоа беше. И кај нас има таква комисија конкретно, како е? Значи, ако се вратиме назад, ние имавме конкурс 92 година за грб и знаме. Конкурсот немаше никакви предиспозиции, конкретни. Тоа е еден од големите проблеми, беше дајте конкурс, еве конкурс. Една од најступидните моменти беше конкурс за химна. И химната денес на Македонија се раѓа, учествуваше на конкурс. Така. Иако умрени беа авторите претходно, мислам смешно, државна химна, некој ја дава на конкурс, затоа што не им текнува што да прават, а и на конкурс да помине. Друга варијанта, значи има првин уставна комисија, и има жири комисија, тоа се две. Има и комисија за избор на, како се вика, комисија за избор на символите, која што е политичка комисија, направена од парламентарци, и има жири комисија, направена од стручни лица. И идејата е стручната комисија треба да ги види предлозите, да извои своји 3, 4, 5, како да речеме, фаворити, да ги пренеси на Уставната комисија да види кој ќе биде предлог, да спреми целата законска документација и да достави до собранието да се изгласа тој. Така, значи кај собранието го гласат. Но што се случува? Доаѓаат, значи од 4000 за знамење, за грб, пошто се повторуваат авторите, даваат секакви комбинации, стигнуваат до 3 автори. Комисијата не бендисува никој. Односно, жири комисијата бендисува за знаме белоруското знаме. Значи, бело-црвено-бело. Така. Комбинација, но Уставната комисија, начело со Тито Петковски, вика нема ништо, него ги собраат тројцата кои што беа најуспешни и вика сега вие ќе нацртате, значи како внатрешен конкурс ќе направиме, ќе нацртате ново сонце, нов грб и ново знаме со тоа сонце. Трите шифри прават 30 како што ме предлози, проекти, ги оддават и тогаш Уставната комисија избира едно. Така. И почнува процедурата со тројца пратеници, нели, како што е процедурата да се направи, ако конкурсот помине сите, значи кај нас се нешто го донесуваат предлогот да биде тоа едно знаме со 16, сонце со 16 краца, кој што поминува во 32 краци. Значи не е 16 кутлеш, нема, во тој момент нема никаква врска и тој предлог треба да оди на собрание. Тогаш Тодор Петров успева да ја го избоксира знамето од Кутлеш, да го речеме така, доаѓа Лисабонската декларација, кај што не може Македонија, голем револт и за инат. Тоа е историја, да, и за инат го прават. Така да ние сме имале комисија една друга, но очигледно предлогот што продолжи натака не беше ниту еден предлог на комисијата. Значи можеше комотно да ги викнат тие тројца, четворица, 5 души кои што биле познати дизајнери и да решат направите го овие
30 колку што се, случајот е сличен во Хрватска. Например, они 91 година излегува, први го минуваат знамето и грбот, па утредента прогласуваат независност, што е многу битно. И сега тој символ, грбот, е само преодна форма. Потоа ангажираат стручњак, хералдичар, кој што прави неколку предлози и на крај Туџман го одбира конкретно, затоа што нели се знае дека е шаховница. Тоа е историски, ама има многу други работи што треба да се дефинират. Така. Нели колку полиња, каде, што, значи што значат, да. Значењето не е толку. Не е толку релевантно, значењето како формата естетска. Сега вие сте хералдичар конкретно, имате многу поголемо разбирање со се ова. И сега со све ова што го знаеме тука како стоите работите, вие да би требало да дизајнирате сега грб. Што мислите дека би било најдобро, најоптимално, за сегашната ситуација? Вие го дизајнирате, како би го направиле вие? Значи, чисто хералдичка или сега да се све политички хералдички, тоа грб да представите во пред комисијата. Добро, значи прво нешто се разбереме. De gustus non discutabil. А да очекуваме ни дека ќе се сложиме за еден символ, е невозможно, никогаш никој не се согласил за еден символ. Сите символи во држави грбови во Европа ги дава владетелот или ги дава владата. На народот може му се свиѓа или не, има време да се навикне. Така. Тоа е тоа. Ние тргнуваме од друга варијанта. Ќе го земам, например, знамето. Новото знаме, 95-та година кога е донесено, никој не го сака. Или многу големо малцинство го сака. 30 години подоцна, имаме цели генерации пораснати по тоа знаме и за нив тоа е знамето. Добро, сега да, може има сонце, кутлеш, едно друго, ама во друг аспект. Значи, јас правам и правам испитување на јавното мислење, лонгитудинална студија, истите прашања на 3 години. Токму во односот на символите, на знамето, на грбот, малце не повеќе по знамето. Старо знаме, ново знаме, колку ви се допаѓа, како не, кој го сакате повеќе или колку го сакате, така да гледаме, има нагорен пат на новото знаме, но малце сега после 19-та година малце се изместија работите. Убаво рековте за вкусови не се дискутира, но освен нели доколку не би сакале тоа го кажете. Не ќе го кажам, Кој е вашиот вкус за грб? Не, вака. Значи ние не треба според вас што би било. Не сите секој ќе има различни мислења. Значи ние не треба да измислуваме топла вода. Добро. Ние имаме доволно хералдичко македонско не во смисол национално македонско, така, туку на Македонија, ако сакаме да кажеме, пошто има грбови кои што пишува македонски, ама 90 и кусур посто пишува на Македонија грбот. Значи ние имаме еден голем дел, најголеми се со лав, но не се само со лав. Имаме со следене грифонот. Значи грифон, лав, рис, рековме, не? Не, зборуваме значи за историски за тоа. Значи грифон имаме, кој што е артефакт, го има во други грбови, значи не измислуваме нешто што не сме го виделе. Што не постои. Така, потоа ги имаме грбовите со 3 круни, со 3 звона, имаме со коза и останати други. Значи ние можеме од тие грбови да извадиме нешто. Имаме и со, како рековте, со коза. Со коза имаме. Да, со прч. Тоа не сум го знал. Да, ајга. Каде исто средновековно тоа со козата? Да, идејата е дека ајга знае коза. Значи, ама тоа е прашањето не дека ајга имала козата, туку повторно во европското сваќање на целата таа варијант. Значи, ние имаме доволно историски грбови. Тоа става млава од грифонот. Денес се шегувам, да. Значи, прашање е веќе друго. Тоа е опцијата која што е. Значи, мојот личен став, јас би го сменил грбот ако добиеме нешто подобро. Смена, само за смена, и да добиеме полошо решение, не сум. Се консултирале ли до сега со вас во таковните дискусии, дали го барат вашето мислење некои конкретни лица кои би били од владата или не знам каде конкретно? Сега во овој период не. Не? Не. Значи, мислите дека е битно, мислам секако дека мислите дека е битно
Дали мислите дека треба повеќе да се разговара со Значи, вас? еве, ја ќе кажам пример, што ги знае овие работи ќе многу го подобро. кажам пример од 95-та година. Значи, во 95-та година беа консултирани сите хералдички потенцијали во Македонија. Сите професори што некогаш се допреле до хералдика, беа консултирани. Значи, тоа не беше дека мене ми се сони предлогот. Ве разбирате? Значи, сите професори што беа, кои што се на некој начин се доближеле, дали преку предавање на помошни историски науки, дали на се, беше понатаму во нашата, како во нашиот бекграунд, ние се консултиравме со врвни европски хералдичари. Значи, повторно тоа не беше еден изолиран напад, едно дека мене ми се сонило и ќе го направиме. Значи, тоа беше период многу подолг, со големи, сериозни истражувања и стигнавме до тој предлог. И верувам дека ако не почнеа бомбите, дека ќе се донесеш. И немаше да го имаме овој прашање, и тогаш повторно ќе имаше зашто е ова, зашто не е рисот, зашто не е змијата, но така функционира. Мислите ли дека поради нели има некои политичари имаат ставови дека тоа може да доведе до проблеми моментално и подобро да не се менува грбот? Мислите ли дека тоа толку страшно би довело до проблеми менувањето? Ние името го сменивме, па немаше а не па проблем. грбот, така? Ме разбирате, така. Тоа што ова би било во позитивната, а не во негативната, нели, насока. Може би, зависи како би се толкувало, но... Значи, тоа е многу... Значи, прашањето е дали сакаме проблеми. Значи, ние грбот го сменивме практично 2009 година, немаше никакви проблеми. Два тројца напиша. Се тргна петокраката. Се тргна петокраката. Е истото, ама и остана горе многу необична варијанта што житните класи од едниот клас преоѓаат во другиот клас. Така да, па тоа е... Да, кинеското решение. Кинеското решение, имаше различни прашања дали ќе остане. Тогаш никој не консултираше 2009 година. Јас сум смислам дека со тргањето на петокраката само се уништи грбот. Така. Затоа што ако се тргаше, требаше или се да се тргне, или да се преработи, или да остане. Затоа што ние викаме не го менуваме сега грбот, затоа што тој има историја. Таа оди со све, сакате да кажете, и се ја остануваме петокраката, ама таа во целиот контекст истите други социјалистички символи стојат. Ние тргнати од социјалистичката линија, сега ја тргнавме петокраката. Ама нашиот грб е од 2009 година. Така. Ние ќе речеме, ама 80 години имаме... Немаме континуитет 80 години. Да не ја трнеат звездата, ќе имавме континуитет. Сега ја трнеат звездата, нашиот континуитет на овој грб е од 2009. Така, тој е базиран на претходниот. Ама не е тој. Значи, еден од клучните символи е тргнат. Не навлегувам... Тоа са катан испаѓа, така нешто. Истото ставивме, ама не решивме никаков проблем. Ништо не решивме. Значи, тој се останува социјалистички со другиот стил. Не е само петокраката што го прави социјалистички. Самиот начин на решавање, можеби, нели, имаше она опција за теоретска опција за словеничко решение. Каде што Словенија го стави триглав на штит, така, но додаде уште 3 звезди од историскиот грб на Словенија. Така. Тоа се од грофовите на Целје. Да не ја шириме понатаму историјата, како сватени како единствени грофови Словени или словенци. И од таму доја, така да тој грб прави еден континуитет. Има смисла, смисла. Има континуитет некој. Значи и од едниот и од другиот континуитет. Значи прашањето тоа е, грбот е хералдизиран, практично. Планината ставена на штит, додадени тие звездите за да продолжи историскиот континуитет од претходно. Практично три звезди се од полето на Словенија во кралството на србите, хрватите и словенците. Так. Значи го искористуваат тој континуитет. Тој континуитет го користи. Да. И уште една работа сакам да кажам. Значи, планината Триглав, како символ, не потекна од 45-та година. Значи, тој уште на почетокот, ако имаме ослободителна фронта, значи, партизанските движења на Словенија го користат тој. И претходно, кај нив, Триглав е символ. Има вистинско значење во контекст на нивната култура. Има апсолутно вистинско, додека кај нас е генерично. Тоа што сакам да кажам. Например, грбот на Скопје,
Само една споредба. Во грбот на Скопје пишува дека планината е Шар планина. Така. Значи, официјално во грбот пишува дека е Шар планина. Така нема што да се прашуваме. Наши општински грбови, како што гледав, има често се повторуваат некои работи, ама се поавтентични, веројатно повеќе одсликуваат општината него ли целиот наш национален грб, да кажеме, отколку. Идејата... Општинските грбови се конкретни за општините. Да, не се да. така генерични како национални, да кажеме, грб. Да. Генерички. Значи, сепак грбот на општината дава објаснување на или опишување или визуалитет на помала средина. Така. Каде што малце повеќе се, да речеме, елементите кои што се, дека грбот ја представува државата. Рековме, сега, ако зборуваме чисто теоретски, не знам дали имаме доволно време, грбовите или символите според Ласвел има три категории на грбови. Едни кои што укажуваат на историски континуитет, тоа се грбовите на најголемиот дел од европските земји, грбови кои што сакаат да прекинат со историјата, тука е италијанскиот грб, и да речеме можеби Косовскиот нема со што да претходно нема грб, нема со што да кипарскиот е тоа. Има ли Косово покрајински некој грб земски историски? Нема. Значи покрајински грбови нема во Југославија, нема, само републиките имат грбови. И третата група се грбови на аспирации. Значи тука е советскиот грб и грб на аспирации. Што ние сакаме да постигнеме. Значи тоа се трите елементи. Овие се традиционални повеќе, овие повеќе се нормативни. Идеолошки, да кажам. Тие се идеолошки. Така да социјалистичките повеќе, особено советскиот, се идеолошки. Дека поголемиот дел, скоро сите во Италија, сите во Европа, освен Италија, да решиме одат на историчност. Сите наши комши одат на историчност. Така. Сега српски, бугарски, грчки. Одлична дискусија, мислам да кажат ако имате нешто не ве прекинам. Ама бидејќи нели ни стекува времето наскоро, на која би разговарал за ова со саати, не има воопшто проблем. Едно како резиме би ме интересирало повеќе, со се во ова што го кажавме со вашиот став како хералдичар, експертски сметате дека подобро е да се промени во контекст на денешната ситуација грбот или да остане или да се видоизмени? Или нешто четврто? Не, значи јас реков, грбот треба да се смени ако се направи подобар. Ама да се направи подобар, но треба да се смени. Треба да се покрене некоја иницијатива. А за да се направи, за да се направи полош, тогаш не треба. Например, ако нашиот грб е сегашен генерички, да го направиме уште по-генерички, две палмови гранчиња, нешто сосем па што нема врска со ова поднебје или историја или континуитет. Било што, значи во некој таква варијанта, тогаш подобро е да не се чепка грбот. Но ако има подобри решенија, како што гледам вие понудивте интересни решенија и има подобри решенија, значи треба да се барам да се дискутира за така. Значи прашањето е тука не толку во изборот на ликот, туку е во изборот на приказната. Објаснувањето. Значи, дали ние ќе се најдеме во грбот или не, тоа е наше нешто. Така? Значи, не е прашањето кај сум јас, али ако се мисли дека треба, например, имаме ние грбови кои што имат повеќе символи споени. Англискиот грб, односно на Обединетото кралство. Ама тоа не представуваат народ, тие представуваат конкретни кралства. Исто е грбот на Чешка, со 4 грба. Тој грб представува 4 држави во рамките на Светата Римска империја, кои што Чешка... Во нивната култура тоа има смисла. Да, значи земји се тие кои што не се национални или нешто друго. Повторно кажам, значи грбот не е национален символ. Можеби, да речеме, кај другите народи кои што имаат, па се поврзуваат, кажат, ама дај, го имаме двоглавиот орел на нашето знаме, па тоа знамето се наоѓа на грбот, следи дека грбот е на народот. Не, грбот не може да има. Затоа што народот не е правно лице. Застапникот на народот е државата. Државата... Да, значи, тоа е стрнување од само дека грбот треба да не представува сите нас, не представува со пасош што имаме. Така, значи, ние можда не го сакаме грбот, можда палиме знаме,
затоа што го искажуваме револтот кон нашата држава, кон нешто друго, ама тоа не го менува. Така. Па, многу интересна перспектива како и да е. Мило ми беше за целиот овој разговор и мислам дека има и разни други теми кои може да се повлечат, па и би ми било мило повторно да седнеме некојаш за нешто друго актуелно да збориме или тековно. Драги гледачи, имавме чест да разговараме со доктор Јоновски. Како што може да забележите, грбот конкретно повлекува разни дискусии, некои од тие се символични, естетски, некои политички. Се надевам дека со неговото експертско мислење можевте да го погледнете се во ова од поинаков ъгол, нели секако. Па до следното издание на нашиот подкаст се гледаме. Ми беше чест многу што присуствував во оваа емисија.